Следите ново издание на регионалните вести. Тетовци најверојатно уште ќе имаат проблеми со водоснабдувањето. Додека не заврши изградбата на атмосферска канализација, ќе има повеќе часовни прекини во водоснабдувањето, велат од комуналното предпријатие. Уште најмалку 10 дена граѓаните од различни населби во градот ќе треба да се снаоѓаат за вода. Веќе десеттина дена како тетовци се соочуваат со повеќе часовни прекини во водоснабдувањето. Во некои населби вода доаѓа во ноќните часови, па граѓаните се принудени да се снаоѓаат како знаат и умеат, полнејќи резерви во шишиња и канти. Како што ни изјавија од работната единица на ЈКП Водовод и канализација, додека не заврши изградбата на атмосферска канализација, делови од градот ќе бидат исклучувани од водоводната мрежа. Состојбата може да потрае дури и до 10 дена. 10 дена следните ќе има проблем со вода, поради ископите, не поради нас. Ние немаме проблеми со недостигна вода. Преку ден нема да има вода, на вечер се пушта. Дур да се заврши атмосферска канализација на Ивор и Барлола, има проблеми. Изведување на атмосферска канализација ни прави проблеми и мораме да ги допреме системите да нема проблеми при изградба. Состојбата е тешка, како да кажем, да не кажем алармантно. Во случаи на повеќе часовни прекини во водоснабдувањето поради дефекти во водоводната мрежа и скопнини, од Центарот за јавно здравје Тетово препорачуваат преземање на мерки на предпазливост. Им се советува на граѓаните откако ќе протече вода во чешмите, истата да ја испуштаат да истече најмалку 2 минути, а доколку забележат заматеност или песок, да не ја пијат и по можност да користат флаширана вода. 30-годишен син физички го нападнал неговиот 67-годишен татко. Полицискиот билтен регистрираше и кражба на бензинска пумпа на потегот помеѓу Желино и Тетова. 67-годишен тетовец вчера пријавил семејно насилство што ги извршил неговиот 37-годишен син. Пријавениот по плањето дошол дома и започнал вербална расправија со неговата невенчана сопруга. Набрзо потоа расправијата излегла од контрола и пред нивниот малолетен син. Тој физички ја нападнал сопругата повеќе пати удирајќи ја со тупаници и клоци по главата и телото, со цел да ја помогнат на нападнатата која викала и барала помош. Се вмешале неговиот татко и неговата сопруга, но и тие повеќе пати били удрени. По кусо време напаѓачот е лишен од слобода, разговарано е со него во полициската станица Тетово и вечерта околу 22 часот и 30 минути е пуштен дома. 53 годишникот тетовското село Челопек пријавил дека ноќес околу 1 часот и 50 минути на бензинска пумпа лоцирана на потекот помеѓу Желино и Тетово, каде што бил вработен, запрело патничко возило Opel Vectra без регистарски таблици и засега непознато лице. Побарало од него да му наполни 60 литри гориво, пошто без да го плати горивото, влегол во возилото и се оддалечил од бензинската пумпа. Купната материјална штета што ја причинил се проценува на околу 2860 денари. Се работи на расветлување на случајот. На тетовското подрачје продолжуваат двата најчести сообраќајни прекршоци годинава: управување без возачка дозвола и нерегистрирани возила. Вкупната бројка на овие прекршоци секојдневно се зголемува, односно бележи нагорна линија. Вчера, например, откриени се 6 нерегистрирани и 4 возила кои ги управувале лица без возачка дозвола, како и 20 возачи почетници, кои не се придржувале на законските ограничувања. Вчера исто така тетовската ПАЕК служба подигнала 6 неправилно, односно непрописно паркирани возила. Полицијата со апел до граѓаните да внимаваат со грејните тела со цел да не дојде до пожари. Последните релативно ниски ноемвриски температури, а кои се најавуваат дека во наредните денови уште повеќе ќе се спуштат, покрај другото во голема мерка ја интензивираа грејната сезона, не само во домовите, туку и во трговските дуќани, јавни објекти и слично. Поради тоа значително ќе се зголемат и можностите за избухнување пожари, пред се како резултат на човечко невнимание, стари дотраени електрични инсталации, неисправни печки и навреме неисчистени оджаци во куќи или стамбени згради. Од таму секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела, кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, особено не греалки, клима уреди или печки на дрва. Доволна е само мала искра да пламне пожар со сериозни материјални и други последици. Ово посебно се однесува на стамбените згради, каде далеку потешко се локализираат пожарите, а заради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите, најчесто од градежни или други причини, апелираат од СВР Тетово.
На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и изчистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. Предизвикувањето на општа опасност представува кривично дело за кое е предвидена и затворска казна, поради што од граѓаните се бара доследно да ги почитуваат овие апели и укажувања, однапред да се превенираат можни пожари и да се спречат посериозни последици по нивниот и животот и имотот на нивните соседи и најблиски. Одбележани 200 години од објавувањето на едно од најзначајните дела на македонскиот преродбеник игуменот Кирил Печиновиќ Огледало. При тоа беше промовирано и делото на Борис Момировски Лешанин Огледало за огледало. Во манастирскиот комплекс Свети Атанасий Велики во Лешок денес се одржа чествување по повод 200 години од објавувањето на делото Огледало од Кирил Печиновиќ. На вечното почивалиште на овој македонски просветител помен парасто содржа архиепископот Охридско-македонски господин Стефан, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, митрополитот Преспанско-пелагониски господин Петар и митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештенослужители. За значењето на огледало за македонската просвета во духовно-културниот центар на пригодна свеченост говореа господин Стефан и професорот Марко Китевски, при што беше промовирано и делото на Борис Момировски Лешанин Огледало за огледало, објавено од издавачката куќа Силсонс од Скопје. Во книгата Огледало, отпечатена пред 200 години во Будим, централно место зазема авторското поучение свакому христијану како подобаат празнувати празници господских и свјатих и како подобаат причастити сја свјатим причаштением, познато во научната и читателската јавност и како слово за празниците. Во него игуменот Кирил ни се прикажува како вистински проповедник, на што укажува и доследното следење на умилитичките правила, според кои творбите наменети за читање во храмот или на трпеза започнуваат со некакво мото од Светото Писмо. Во ова слово кое е распослано на 88 страници, централно место зазема истакнувањето на вистинскиот единствен начин на живење на христијаните низ светите тајни на црквата. Делото Огледало на отецот Кирил Печиновиќ е повеќе од актуелно и денес, бидејќи на еден или друг начин и денес се соочуваме со сличните проблеми и појави. Дури како да го видел и нашево време, па поучува на едно место: не карајте се, туку да живуемо како браќа, еден за другого да се молимо, еден другого да жалимо, еден другому да помажемо, еден другому тежината да носимо. Денеска на ова култно место во Лешочкиот манастир, каде што на времето живееше Кирил Печиновиќ и каде што почиваа неговите мошти, промовираме токму такво фототипно издание на неговата книга Огледало, што за печат ја подготви професорот Борис Момировски Лешанин, а ја објави издавачот Силсонс од Скопје. Заслужуваат во оваа прилика да се споменат уште и Драган Михајловиќ и отец Игор Калпаковски, кои дале свој придонес во доближувањето на содржините до современиот македонски јазик. Зашто оваа книга, како и другите текстови на Пејчиновиќ, иако се пишувани на неговиот роден тетовски говор со многу елементи од централните говори, сепак во тој јазик се чувствува присуството на елементи од црковнословенскиот јазик. Книгата што ја подготвил професорот Борис Момировски Лешанин заслужува внимание и со толкувањето на животот и делото на Пејчиновиќ и со некои размислувања за епитафот и другите дела на Пејчиновиќ. Гениално одбрана именка Огледало. За наслов на книга со соодветна содржина, животна емпирија која ја преточил во дела. Императив беа наслика вистината на општествено-политичкото и културното живење во Македонија во 19. век, во Македонија која што била
во канџите на турското робство. Мотив, односно лајт мотив на Кирил Печиновиќ во огледало е символика, показ и доказ за просветлување на македонскиот народ, кој е во духовно просветно-културен мрак, неписмено, во социјална беда. Свеченоста која организираше Македонската православна црква Охридска архиепископија и книгоиздателството Матица Македонска беше збогатена и со хорско пеење во изведба на градскиот женски младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зориќ. Вработените во комбинатот Југохром ја блокираа раскрсницата кај судската палата во Скопје, бараат да се вратат на работа и тврдат дека Југохром не е најголемиот загадувач на воздухот. Синдикатот на вработените во Југохром ќе достави барање до инспекторатот во Министерството за животна средина за металуршкиот комбинат Југохром повторно да почне со работа. На 2 ноември Југохром постапи по одлуката на Државниот инспекторат за животна средина кој донесе решение комбинатот да ги исклучи сите печки поради непочитување на крајниот рок за поставување филтри на оджаците, кој истече на крајот на октомври. Предходно Југохром бараше ново 18-месечно продолжување на законскиот рок и договорот да постави филтри за отпрашување. Во јануари и февруари годинава Југохром не работеше со одлука на раководството со цел да се намали влијанието врз загадување на воздухот. Ние како синдикат само бараме да ги тргнат рацете од Југохром сите институции и еднаш за секојаш да не остават да работиме, така да работуваме лебот, бидејќи за нас е Југохром живот. И не сакаме некој да ни ја загрозува екзистенцијата, да ни затвора работните места, никогаш ние нема да останеме неми посматрачи кога некој сака да го направи тоа. Има институциите, Министерство за животна средина и тие треба да се решат, зашто тоа е на нивна надлежност и они треба да излезат со точни податоци, информации кој кого загадува и колку загадува. Тогаш кога би излегле тие со тие податоци, валјда ние не би се нашли во оваа средина кај што сега луѓето не би протестирале сега, него би биле во нивните работни места, би работеле. Значи не е единствениот фактор Југохром. Значи да бидеме реални. Значи да не се политизира ова. Изгледа е политизирано. Министерот за животна средина Башки Мамети денеска го повика раководството на комбинатот Југохром од Јегуновце да го забрза процесот за поставување филтри, со што ќе се исполнат условите овој производствен капацитет повторно да почне да работи. Раководството на комбинатот мора најинтензивно и најбрзо да работи на поставување на филтрите за да може комбинатот да работи и вработените да се вратат на нивните работни места. Го охрабрувам раководството на комбинатот да изнајдат решение за барањето на вработените се до поставување на филтрите, рече Амети на пресконференција. Одговарајќи на новинарски прашања, министерот Амети рече дека одлуката за затварање на комбинатот била конкретна мерка за да се намали нивото на загадување на воздухот во Тетово. Оваа ситуација е резултат на неажурноста на раководството на Југохром и за жал сега трпат вработените, рече Амети, потенцирајќи дека за да може комбинатот повторно да проработи, треба да се постават филтрите. Предвремени парламентарни избори 2016. Носителот на листа од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Владимир Ѓорчев денес посети неколку населени места во општина Јегуновце. На жителите им вети подобрување на патната инфраструктура, поволни мерки за земјоделците, како изградба на спортска сала во училиштето во Јегуновце. Конкретно денес сум тука да презентирам повеќе проекти кои што се однесуваат на овој регион, конкретно нова спортска сала во ово училиште тука во Јегуновце. Исто така целосна реконструкција, односно нов асфалт на регионалниот пат од Желино преку Шемшово до Лешок, нормално со крак до Јегуновце, значи нов асфалт и полесно движење за граѓаните од овој регион. Локални улици во селата Вратница и Старосело. Исто така регулација на коритото на река Вардар во должина од 7 км да се спречат сите поплави кои што може да бидат тука и подрачна единица на Министерството за земјоделие тука во Јегуновце, затоа што имаме уште повеќе мерки, уште повеќе поволности за земјоделците, како што е наместо досега 50-50 помош од државата во набавка на трактори и земјоделска механизација, сега државата ќе покрива 60%, а земјоделците 40% за набавка на трактори и земјоделска механизација, а истото се однесува и за осигурување. Така што
државата уште повеќе ќе го поддржува земјоделието, ќе растат платите, ќе растат пензиите, а заклучокот е јасен. Тоа е дека граѓаните треба да им веруваат на партиите и да гледаат што е тоа што прават додека се на власт, а не што е тоа што го ветуваат додека се во опозиција. СДСМ се ветува, СДСМ сето ова можеше да го реализира од 2002 до 2006 година, ниту една работа од сите овие кои што сега сладкоречиво ги слушаме, не ги реализираше тогаш, туку напротив, токму спротивното. Ние гледаме да ја развиваме работата, гледаме состојбите да одат напред и ќе продолжиме во наредниот период. Носителот на кандидатската листа за пратеници од СДСМ во 6-та изборна единица Петре Шилегов денес беше во посета на Гостивар и Гостиварско, на средби со граѓаните и пензионерите. Шилегов порача дека Гостивар е пример на заедништво и дека 11 декември е крајно време да се стави крај на, како што рече, разбојничкото и криминално владење на ВМРО ДПМН. Денеска сме во Гостивар да поразговараме со гостиварчани за проблемите кои што ги тиштат, за најголемите проблеми кои што тиштат кои Македонија, не само Гостивар и Гостиварско. Тоа се невработеноста на младите и селувањето на нашите млади сограѓани, кои што за жал во вакви услови со ваква власт не може да видат својата иднина во Македонија. Кои започнавме нашите средби со најсензитивната, јас би рекол и најманипулираната категорија на граѓани, тоа се пензионерите, кои што упорно се лажат дека тоа е нешто што законски им следи, всушност е наголемување на пензиите, а тоа станува збор за противзаконски. Владата тука нема избор, секоја година мора да ги изголемува пензиите, меѓутоа и за стандардот на пензионерите. И она што јас го разговара со овие луѓе е како тие од статус на издржатели во нивните семејства, што ги издржуваат семејствата со сопствените пензии, да станат, условно речено, издржувани лица, бидејќи нашата цел, нашата идеја да ги вработиме младите да останат тука, младите да останат во нашата држава. Општина Гостивар, сведоци сте граѓаните дека ВМРО ДПМН досега на неколку пати има ветувано разни работи, го гледам носителот на ВМРО ДПМН Ѓорчев доаѓа и повторно зборува за гасификација, трети или четврт пат веќе, за решавање на сообраќајните проблеми, кои што ги знаете, гостиварски какви се, трети или четврт пат веќе, зборува за некакви си проекти, трети или четврт пат веќе. Ние викаме 10 години владење на ВМРО ДПМН беа сосема доста, сосема доволни. Гостивар е пример за заедништво на граѓаните и ги повикуваме сите граѓани заедно, заеднички на 11 декември, заокружувајќи го бројот 4, листата на Социјалдемократскиот сојуз, да представиме крај на ова разбојничко, криминално, недомакинско, ненародно владење на Никола Груевски. Ви благодарам. Кандидатите на листи на пратеници на коалицијата на СДСМ во 6-та изборна единица денес беа во посета на Зелениот пазар во Тетово. Денес сме повторно тука со граѓаните на град Тетово да ги информираме за вечерашниот митинг на СДСМ и коалицијата кој ќе се одржи вечерва во 19 часот пред седиштето на СДСМ. На овој вечерашен митинг говорници ќе бидат кандидатите за пратеници од Тетово, носителот на 6-та изборна единица господинот Петре Шилегов, како и председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Исто така, сакаме да ја искористиме и можноста тука на граѓаните да им укажеме на дел од програмата што ја има СДСМ заедно со коалицијата, односно планот за Македонија. Планот кој што нуди решение за безперспективноста и иселувањето на младите и работоспособните, план со кој што младите ќе останат тука во Тетово. Воедно ние гарантираме и повисоки плати за сите граѓани во Република Македонија, парите ќе ги вратиме кај граѓаните, со тоа тие ќе имаат доволно пари и средства да можат да живеат во Македонија и исто така ќе возможиме да имаат што поголем семеен буџет, а воедно ќе има контрола на власта и ќе има правда за сите. Сакам да се обратам на граѓаните на Тетово и пошироко да ги повикувам сите заедно да ги пречекаме нашиот председател
на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев, и носителот на листата, господинот Петре Шилегов, со сите други симпатизанти и членови на Социјалдемократскиот сојуз во Тетово и пошироко. Мислам дека ние понудиме и програмата нуди и гарантира поубав живот во Македонија, за младите да останат во Македонија, за граѓаните равноправност од сите припадности, од сите етнички групи, како на албанците, македонците, турците, бошњаците, србите, ромите и на другите помали национални или етнички групации. Навистина тоа што го ветуваме, верувам и длабоко верувам дека нашата програма со добивањето на власта ќе биде реализирана. Кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН, придружувани од партискиот функционер Спиро Ристовски, денес остварија повеќе средби со граѓаните на Тетово. Најавена беше изградба на спортска сала во состав на Основното училиште Андреа Савески Кикиш, како изградба на локални патишта како дел од партиската програма. Денеска сме во посета на општина Тетово, навистина секогаш е задоволство да се реализираат посети средби со граѓаните на општина Тетово. Во рамки на планираната посета имам неколку средби со граѓани, при што во моментов се наоѓаме во Основното училиште Андреа Савески Кикиш и во оваа прилика би сакал да истакнам дека во рамки на програмата за работа на ВМРО ДПМН, со која што настапува пред граѓаните, еден од реалните проекти кој што е најавен за реализација е реализација на спортска сала во рамки на ова основно училиште. Станува збор првенствено за едно повеќе годишно барање на граѓаните на овој дел од општина Тетово. Навистина сметам дека го заслужуваат тоа и пред се учениците, но секако и на еден начин местното население, бидејќи тие спортски сали, покрај тоа што ќе се користат за потребите на учениците во спроведувањето на воспитно-образовниот процес и на часовите по физичко образование, истите може потоа да се користат во останатиот дел од денот од страна на местното население. Тоа е основната идеја на овие спортски сали. Така да јас во оваа прилика би сакал да ги уверам граѓаните на Тетово, посебно на оние кои што гравитираат околу Основното училиште Андреа Савески Кикиш, дека во следниот мандат и тоа во прва фаза, во првиот период ќе започне со градба спортската сала во ова основно училиште и на тој начин ќе се задоволи уште едно од барањата на граѓаните, кои што морам да истакнам дека за нас се приоритетни, затоа што на тој начин ние ја креираме нашата програма и во изминатите 10 години, но така ќе продолжиме во следниот период. Почитувани сограѓани, денеска сме тука на улицата Иво Лола Рибар во Тетово, каде што во рамките на програмата реално на владата на Република Македонија во периодот од 2017 година до 2020 година се планира да се вложат 30 милиони евра за реконструкција и обнова на локални патишта. Така да и оваа улица Иво Лола Рибар во Тетово во должина од 500 метри ќе биде реконструирана со средства од владата. Исто така во рамките на нашата денешна агенда посетивме и повеќе стопански капацитети, како што се Жито Полок, АД Скопска пивара представништво Тетово и погон за производство на алкохолни пијалоци Александар, каде што ги презентиравме програмските определби на ВМРО ДПМН за следните 4 години. Во следните неколку часа ќе оствариме средби со нашите естрадни уметници од нашиот град, како и посета на повеќе градски семејства. Председателот на ДПА Мендух Тачи од предизборниот митинг кој неговата партија го одржа во Челопек, општина Брвеница, рече дека неговата партија постојано инсистира на решавање на етничкото прашање во земјава со цел да се зачува нејзината безбедност и стабилност. Нашите политички противници од политичката кампања направија циркус. Кампањата не е циркус, изборите не се свадба, тие се многу значаен настан. Оду истакна дека ќе го официализираат албанскиот јазик. Досега има 150 такви изјави, но ништо од ветувањето. Некои велат дека нашата платформа не е модерна, дека го третира етничкото прашање, па само да подсетам, во Босна поради нерешеното етничко прашање се случија големи војни. Затоа ние како ДПА сакаме да делуваме превентивно и да го решиме етничкото прашање, а тоа прашање може да се реши само со имплементацијата на платформата на ДПА. Албанците треба да имат колективен пристап кон остварување на нивните права, а не да се пребројуваат колку проценти се во Македонија. Ваков колективен пристап имаат хрватите во Босна, фламанците во Белгија, италијанците во Швајцарија. Дел од овој националности не се ниту 20% во државата, а ги имаат сите права.
Дел од нашата платформа е да имаме заменик премиер албанец. Во собранието да се одлучува консензуално. Ако не се спроведе горе наведеното, албанците ќе бидат на исто рамниште како ромите, бошњаците и србите и другите етнички заедници во Македонија. Предвременни парламентарни избори 2016. Најмалку од 2 лица загинаа, 16 се ранети во експлозијата што денеска одекна на паркинг пред владината зграда во Адана, град во Јужна Турција. Министерот за ЕУ Јумер Челик на својот налог на Твитер појасни дека експлозијата пред зградата на валијата во Адана била терористички напад. Нападот најверојатно бил изведен со автомобил бомба. Ќе продолжиме со нашата борба против тероризмот во име на човештвото, напиша Челик. Ова е последен од серијата бомбашки напади што ја потресуваат Турција во последните повеќе од една година. Нападите се дело на курдските бунтовници или на исламска држава. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц за Политико изјави дека нема да работи уште еден мандат во Брисел и од следната година ќе се кандидира за германскиот Бундестаг. Политико наведува дека Шулц сигурно ќе освои место во федералниот парламент. Светските агенции јавуваат дека германската главна партија на левиот центар, Социјалдемократската партија, е под притисок да одлучи кој ќе биде против кандидат на германската канцеларка Ангела Меркел на изборите во 2017 година, откако Меркел објави дека ќе се кандидира за 4ти мандат. Најмалку 67 луѓе загинаа денеска кога се урнало скеле на градилиште на истокот на Кина. Скелето паднало за време на работа на платформа на разладна кула на електрана во кинеската провинција Џанси. ТВ станицата CCTV изјави дека двајца се повредени, а еден се води како исчезнат. При тоа се наведува и дека се урнал и дел од кулата. Ангажирани се 22 противпожарни возила и 212 војници кои трагаат по затрупаните. На платформата се работело од јули минатата година, а проектот требало да биде завршен во 2018 година. За прв пат во последните 5 децении граѓаните на Токио видоа ноемвриски снег. Заснежените коловози предизвикаа забавување на сообраќајот. Денеска излегов порано од дома, малку ми е тешко да пешачам, а и не гледам баш најасно, велат жителите на Токио. Температурата се движи околу нулата, така што во градовите не се очекува дебела снежна покривка како онаа на планините и повисоките места. Денес имавме облачно време. Утринските температури се движеа од -2 до 6 степени, а дневните од 7 до 11 степени. Утре по утринската магла не очекува умерено облачно време. Утринските температури ќе се движат од -1 до 5, а дневните од 8 до 12 степени. Дојдовме и до крајот на денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.